крајот од периодот кој го нарекуваме либерализам или постлиберализам, кога се зборува за мултикултурализмот, тоа значи дека се зборува за нешто што е нужност. Светот не може да живее во кратки културни средини, колку и да се влијателни. Да не зборуваме дека може би дел од културите на државите, националните култури не са пород граѓани, државјани или национ од тие држави, но са големи културни дејци. Македонија има долга традиција на мултикултурализмот, бидејќи народите што живееле биле неминовно упатени едни на други, за да преживеат или за да обстанат, за да обстанат, за да творат. Јас можам за Штип да напишам, да кажем еден голем дел на такви случаи на нужноста од мултикултурализмот или сваќањето на мултикултурализмот. Воопшто живеењето. Јас многу често употребувам еден термин кој се вика късмет, късметичин на турски, бидејќи ми ја опишува начинот на кој го поимам сопствениот живот и комуникацијата со моите сограѓани. Мултикултурализмот е нужен и од една друга работа. Потребата да се дзирне низ прозорецот на другиот е човечка, веројатно некоја воаерска карактеристика, меѓутоа таа е нужност. Ако го ограничиш видикот на она што ти е дадено да го имаш како начин на однесување или културно равниште, културен образец, ќе останеш за секојаш таму. Но прозорецот кога го отвориш, како кај Windows-от, ти се отварат многу прозорци и потребно е да имаш желба, потреба да го видиш. Со тоа што влезеш во туѓе, запознаваш туѓа култура, ја обогатуваш својата култура и од тоа настанува мултикултурализмот како образец на функционирање на современиот човек.